Цару Небесни, Утешителю, Духу на вистината, кој се насекаде и се исполнуваш, ризница на добрините, животодавче, дојди и всели се во нас, очистен од всякаква нечистота и спаси ги благи нашите души. Слава во висините на Бога и на земјата, мир меѓу луѓето, добра волја. Цару Небесни, Утешителу, Духу на вистината, кој се насекаде и се исполнуваш, ризница на добрините, животодавче, дојди и всели се во нас, очистен од секаква нечистота и спаси ги благи нашите души. Господи, не отклонемо десето своје свети дух, па назема го од мене. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. По мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За небесен мир и за спасение на нашите души да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За мир во целиот свет, за добра состојба на светите Божји цркви, за соединување на сите да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За овој свет храм и оние кои влегуваат во него со вера, набожност и страв Божји, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За високо преосвещениот митрополит наш Тимотеј, за честното свештенство, Јерејство ваше да помјане Господ Бог во царството свое, постојано сега секогаш и во вечни век. Амин. Господи, помилуј. за благочестиот Христолюбив народ наш да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да му помага во се и да покори под неговите нозе секогов непријател и противник, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За овој град, за секој град, земја и сите кои живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За благотворен воздух, за изобилие на земни плодови, за мирни времиња, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За оние кои пловат, патуват, боледуваат, страдат, за заробените и за нивно спасение, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, Пресвета Богородице, спаси не. со сите свети и самите себе еден друг и сиот на живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Господи Боже наш, чија власт ни искажлива славата недостижна, кого милост е безбена, човеколюбието е неизречено, самиот ти, Владико, според Твојата добросрдечност, погледни на нас и на овој свет храм, покажи ги на нас и на оние кои што се молат со нас Твојата богата милост и добрина. Зашто Тебе ти прилега секаква слава, чест и поклонение на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во сите векови. Амин. Се радувам, бидејќи Господ ќе го услиши гласот на моето молење. По молитвите на Богородица, спаси не. Зашто ги приклони кон мене убото свое и преку сите мои дни ќе го призивам. По молитвите на Богородица, спаси не. Смртни болки ме обзедоа,
Пеколни маки ме снајдоја, се најдо во невола и мака, и тогаш го повикав името Господово. Po molitvite na Bogorodica, spase, spasine. Славај се, Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Господи, по помоли. молитвите на Богородица, Спасителу, спаси не. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Заштити, спаси, помилуй, запази ни Боже со Твојата благодат. Господи, помилуј. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, самите себе еден и друг си од свој живот, на Христа Бога да му го предадеме. Тебе, Господи. Господи Боже наш, спаси ги Твоите луѓе и благослови го Твоето наследство. Запази ја полнотата на Твојата црква, освети ги оние што сакат убавината на Твојот дом. Ти ни прослави ги со Твојата божествена сила и оставај на нас, кои што се надеваме на Тебе, зашто Твоја власта, Твое царството и силата и славата на Отца, Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Поверував и затоа реков, во голема мака сум. Спасине, Сине Божи, кој седнал на осле, нас кој ти пееме, алилуја. Што да му дадам на Господа за се што ми даде Он? Спасине, Сине Божи, кој седнал на осле, нас кој ти пееме, алилуја. Чашата на спасението ќе ја примам и името на Господа ќе го призивам. Молитвите мои ќе му ги упатам на Господа пред сите луѓе негови. Спасине, Сине Божи, кој седнал на осле, нас кој ти пееме, алилуја. Единороден Сине и Слово Божјо, безсмртен си и си изволил заради нашето спасение да се воплотиш од Света Богородица и Приснодева Марија. Неизменливо си се вочовечил, се распна Христе Боже, и со смртта ја уништи. Еден си од Светата Тројца, прославуван со Отца и Светиот Дух, спаси не. Пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Помнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, Пресвета Богородице, спаси не. со сите свети и самите себе еден друг и си од живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Господи, Ти кој си ги дарувал заеднички сложни молитви, светило на двајца и тројца собрани во Твое име, ќе им ги исполниш прозбите, самиот Ти, Господи, исполни ги на полезно прозбите на Твоите раби, дарувајќи во их познавање на вистината, а во идниот век дарувајќи вечен живот. Амин. Зашто си добар и човеколюбец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот, Синот и Светиот Дух сега секогаш и во сите векови. Амин. Во царството Твое спомни не нас, Господи,
Koga ќе дојдеш во царството Твое, блажени, блажени, се бедните поду, зашто нивно е царството небесно. Блажени, блажени, се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени, блажени, се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Блажени, блажени, се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат. Блажени, блажени, се милостивите, зашто тие ќе бидат помилувани. Блажени, блажени, се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени, блажени, се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божи. Блажени, блажени, се гонетите заради правда, зашто нивно е царството небесно. Блажени, блажени, сте вие кога ќе ве срамат и прогонуват, и кога ќе говорат против вас секакви лоши зборови, лажно заради мене. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Спомни не нас, Господи, кога ќе дојдеш во царството Твое. Благословен е оној што доаѓа во името на Господа. Ве благословивме ние од домот Господов, Бог Господ ни се јави. Христе Боже, утврдувајќи ја верата во општото воскресение, пред Твоето страдање го воскресна Лазара од мртвите, затоа и оние, како деца носејќи знаци на победа, ти пееме Тебе, победителу на смртта, осана во висините, благословен е оној кој дојде во името на Господа. Правило вери и образ кротости, воздржанија учителја, јавиќа стату Твојему, јаже вешче истина, се го ради, стражал еси смиренијем високаја, нишчетоју богатаја, Отче священо началниче Николаја.
се на престолот и на земјата носне Христе Боже, си ја примил похвалата од ангелите и песната од децата, кои ти викат благословен си ти, кој дојаш да го повикаш Адам. На Господа да се помолиме. Ова тој го рече не дека се грижеше за сиромасите, туку зашто беше крадец. Тој го чуваше ковчеđето и крадеше од она што пушта во него. А Исус рече, оставете ја, таа го запазила тоа за денот на моето погребување. Оти сиромасите ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш. Мнозина од јудејците разбра дека Исус е таму, па дојдоа не само заради Исуса, туку да го видат и Лазара, кој што го воскресна од мртвите. А првосвештениците се договорија да го убијат Лазара, оти мнозина од Јудеја заради него ги напушта и верува во Исуса. На другиот ден мноштво народ кој беше дошол на празникот, кога чуја дека Исус доаѓа во Јерусалим, зедоа палмови гранчиња и излегоа да го пречекаат и вика велејќи: Осана, благословен е оној кој доаѓа во името Господово, царот Израилев. А Исус кога најде едно магаренце, седна на него, како што е напишано: не бој се, ќерко Сионова, еве царот твој доаѓа, седејќи на магаренце. Ама ова учениците негови не го разбраа, но кога се прослави Исус, тогаш се сетија дека тоа беше напишано за него и тоа му го направија. Народот кој беше со него кога го извика Лазара од гробот и го воскресна од мртвите сведочеше. Затоа и го пречека народот, оти беше чул дека тоа чудо он го направил. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Сите осета наша душа и осета наша помисла да речеме: Господи, помилуј. Господи, Вседржителу Боже на нашите татковци, и се молиме, чуј не и помилуј. Народ наш, който за Неговиот живот, мир, здраве, спасење нашиот Господ Бог да му помага во се, и да покори код Неговите ножа секогаш непријатели противни. Уште се молиме за високо преосвещениот митрополит наш Тимотеј и за сето Јерейство ваше да помине Господ Бог во царството се сегдани и присно во веки. Амин. сознатели на овој свет и сече се храм за сите упокоени отци браќа наши, кои почиват и одека и насекаде во светот. Уште се молиме за милост, живот, здравје, спасение, просветување, простување, разрешување од гревовите на Божите раби. Сите благочестни православни христијани кои живат во оваа парокија, во овој град и браќата на овој свет храм. Уште се молиме за оние кои предонесуваат и добро трава за овој свет и сече се храм, за оние кои се трудат, пеат за луѓето кои присуствуваат, очекувајќи од Тебе голема и богатна милост. Господи Боже, прими го ова молење од нас, Твоите раби, помилуј според Твојата милост и Твоите добрини, изпрати ги на нас и на овие Твои луѓе, кои чекаат од Тебе
Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во сите векови. Амин. Огласени да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Верни за огласените да се помолиме. Господи, помилуй. Да ги поучи со словото на вистината. Господи, помилуй. Да им го открие Евангелието на правдата. Господи, помилуй. Да ги соедини со својата света соборна и апостолска црква. Господи, помилуй. Спаси, помилуй, заштити и запази ни, Боже, со Твојата благодат. Господи, помилуй. Амин. Вие кои сте огласени, излезете, да нема никој од огласените, а вие верните пак и пак, во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Вие кои сте огласени, излезете, огласени, излезете. Вие кои сте огласени, излезете, да нема никој од огласените, а вие верните пак и пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Заштити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, со Твојата благодат. Господи, помилуй. Премудрост, та секогаш пазени под Твојата власт, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца, Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. Во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, заштити не, спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Премудрост, пак е многу пати кон Тебе доаѓаме, Ти се молиме, благи човеколюбче, погледни нашето молење, очисти ги нашите души и тела од секаква скверност, телесна и духовна. Дај ни небитно, неосудено престување пред Твојот свежртвеник. Дарови, Боже, на оние кои што се молат со нас преуспевање во животот, до верата, во разумот духовен. Дај на оние кои што секоја со страф и љубов Ти служат небитно, неосудено, да се причесат со светите Твои тајни, да се удостојат за Твоето небесно царство. Та секогаш пазени по Твојата власт, Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во сите векови. Амин. Иже херувими, херувими, tajno obrazujušte, tajno, tajno, tajno obrazujušte i život. Ние кои таинствено ги изобразуваме херувимите ни жртворната Тројца, 30-та песна и пееме, сега да одложиме секаква животна грижа, да го примеме царот на сите невидливо носен на ангелски чинове. Алилуја, алилуја, алилуја. Три святую песам припев. Ние кои таинствено ги изобразуваме херувимите ни жртворната Тројца, 30-та песна и пееме, сега да одложиме секаква животна грижа, да го примеме царот на сите невидливо носен на ангелски чинове. Алилуја, алилуја, алилуја.
Tri святою песам припевающие. Боже, че съм грешно. Боже, че съм грешно, ти помни. Боже, че съм грешно, ти помни. Високо преосвещениот митрополит Дебарско-Кичевски администратор австралийско-сидейски Тимотей, честното свещенство, преподобното монаштво, Христовото дяконство и сиот свещенички, свещено-монашки, свещено-дяконски чин, да го спомни Господ Бог во царството Свое, постоянно сега секогаш и во сите векови. Да ги спомне Господ Бог от царството Свое, сега секогаш и во сите векови. Амин. Сите вас, вашите фамилии, вашите роднини, близки и приятели, и сите оние кои боледуваат и страдат, болните по болниците и по домовите, оние кои патуваат по земја, вода и воздух, да ги спомни Господ Бог во царството Свое, постоянно сега секогаш и во сите векови. Оние наши православни браќи и сестри кои се отсутни денеска заради благословени причини, како и сите вие, и сите оние насекаде во светот наши браќи и сестри, да ве спомне Господ Бог во царството Свое, сега секогаш и во сите Јерејство ваше да помине Господ Бог во царството Свое, постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. Име царот на сите, од ангелските чинови, невидливо носе на копја. Алилуја, алилуја, алилуја. Благоразни Јосиф го симна од Твоето честно тело, на Божиот Јосиф, кога го крстот симна Твоето пречисто тело, со плаштаница чиста го забитка и со мириси го прекри во нов гроб го положи. Во гробот телесно, а владот со душата како Бог, во рајот пак со разбойникот, на престолот си бил со Отецот и Духот Христе неопислив, кој се исполнуваш, Твојот гроб Христе изворот на нашето воскресение, се покажа како живоносец, како поубав од рајот, на вистина посветол од секоја царска. Да ја исполниме нашата молитва пред Господа. Господи, помилуј. За предложениве честни дарови да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За овој свет храм и оние кои влегуваат во него со вера, набожност и страх Божи, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За да се избавиме од секаква тага, гнев, опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуј. Целиот ден совршен
свет мирен, безгрешен го просиме от Господа. Подай, Господи. Ангел на мира доведе на ръководител, чува на нашите души и тела от Господа просиме. Подай, Господи. Прошка и разрешение на нашите гревови и прегрешения от Господа просиме. Подай, Господи. Все, що е добро и полезно за нашите души, мирно светот от Господа просиме. Подай, Господи. Останатото време от нашия живот да упоминеме во мир и покаяние от Господа просиме. Подай, Господи. Християнски край на нашия живот безболен, непосрамен, мирен да дадеме добър отговор на страшниот Христов суд просиме. Подай, Господи. Помнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш дева Марија. Пресвета Богородице, спаси не. Со сите свети и самите себе да други си от наш живот на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. По милосърдието на Твоят единороден Син, за кого си благословен, пресветиот, блага, животворниот Твой Дух, сега секогаш и во сите векови. Амин. Мир на сите вас. И на духот Твой. Да се возлюбиме еден со друг, та со едномислие да исповедуваме. Отца и Сина и Светиот Дух, Троица едина сущна и неразделна. Jej Davide? Двери, двери премудростию вон ме. Верувам во единиот Бог, Отец Вседржител, Творец на небото и на земјата, на се видливо и невидливо, и во единиот Господ Исус Христос, Синот Божи, единороден, кој е роден од Отецот пред сите векови. Светлина од светлина, вистински Бог од вистинскиот Бог, роден, нестворен, едносуштен на Отецот, преку кого се станало, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небесата и се воплоти од Светиот Дух и Дева Марија и стара човек, Исповедуваме кој беше распнат заради нас во времето на Понтиј Пилат и страдаше и беше погребен, и кој воскресна во третиот ден според писмото, и кој се вознесе на небесата и седи од десно на Отецот, и кој пак ќе дојде со слава да им суди на живите и на мртвите, и неговото царство не ќе има крај. И во Светиот Дух Господ, кој дава живот, кој исходи од Отецот, кому заедно со Отецот и Синот му се поклонуваме и го славиме, и кој говорил преку пророците, во едната света соборна и апостолска црква, исповедувам едно кршение за простување на гревовите, го чекам воскресението на мртвите и животот на единиот век. Амин. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all ages, light from light, true God of true God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things were made,
who for us men and for our salvation came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became man. And he was crucified for us under Pontius Pilate, and suffered and was buried, and rose again on the third day according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father. And he shall come again in glory to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeded from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, who spoke by the prophets. In one holy, universal, and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the ages to come. Amen. Da zastaneme dobro, da zastaneme со страв, да внимаваме, светиот принос во мир да го принесеме. Milost na mirot, žrtva na blagodarnost. Благодата на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога и Отца и општување на Светиот Дух да биде со сите вас. I so duhot tvoj. Горе да ги имаме срцата, Imame kon Gospoda, да му благодариме на Господа. dostojno i pravedno je, da se poklonuvame na Otca i Sina i Svetiot Duh, Trojica jedinosušna i nerazdelna. Победната песна ја пеат, воскликнуваат, извикуваат и говорат. Svet, svet, svet je Gospod Savaot, polni se nebesata i zemjata, so tvojata slava. Osana vo visinite, blagoslovene onoj koji doađa vo ime to na Gospoda. Osana vo visinite. Земете, јадете, ова е моето тело, кое се прекршува за вас за опростување на гревовите. Повечерата сте напреси чашата велици. Пите од неа сите, ова е мојата крв на новиот завет, која се пролива за вас и за мнозина, за опростување на гревовите. Твои дарови од Твоите, Тебе Ти принесуваме за сите и за се. Господи, Ти го пресвети од Твој дух во трети час, кој спрати на Твоите апостоли, благи не го одзема нас на обман, нас кои Ти се моли на срце, чисто создано на правиот Твој дух. Господи, Ти го пресвети од Твој дух во трети час, кој спрати на Твоите апостоли, благи не го одзема нас на обман. Не отфрлуваме Твоето лице, Твој свет дух не одзема го од мене и направи го олечено тело на Христа. Амин. А ова што е во чашава, честна крв на Христа Твој, претвори ги со Твојот свет дух. Амин. Амин. I ti se molime, Bože naš. I ti se
молиме. Бог, Боже наш. Особено за пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и всекогаш Дева Мария. От Тебе радуйся, благодатная, всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, освященный храме и раю славы. Големо името на Света Троица, Пресвета Богородица, помагани. Големо името на Света Троица, Пресвета Богородица, помагани. Големо името на Света Троица, Пресвета Богородица, помагани. Прежде век си Бог наш, ложесна Твоя престол сотвори, и чрево Твое простание небесо дела. От Тебе радуйся, благодатная, всякая тварь, слава Тебе. Най-напред спомни си, Господи, за високо преосвещениот митрополит Дебарско-Кичевски администратор Австралийско-Синески Тимотей, за честното свещенство, преподобното монаштво и подари ги на Твоята света църква во мир цел, здрав, долговечен, правилно да ръководи со словото на Твоята вистина. Исите, И Дойни с едно сърце да го славим и възпеваме Твоето пречесто великолепно име, на Отец, Синот и Светия Дух сега секогаш и во сите векови. амин. И да бидат милостите на великиот Бог и Спасител наш Исус Христос на сите вас. И со духот Твой. Откако ги изпълнахме сите свети, пак во мир да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За принесение осветени честни дарови да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Та човеколюбивиот Бог наш, откако ги прими во својот свет над небесен и духовен жртвеник, како благопријатна духовна миризба, да ни испрати божествената благодат и дарот на светиот Дух да се помолиме. Господи, помилуй. За да се избавиме од секаква тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Боже, защити не, спаси, помилуй, запази не со Твојата благодат. Господи, помилуй. Целиот ден совршен свет мирен безгрешен го просиме од Господа. Подай, Господи. Ангел на мирот вера на ководе да чува на нашите души и тела, од Господа просиме. Подай, Господи. Трошка разрешуе на нашите греови и прегрешенија од Господа просиме. Подай, Господи. Се што е добро и полезно за нашите души и мир во светот од Господа просиме. Подай, Господи. Останатото време од нашиот живот да го поминеме во мир и покаяние од Господа просиме. Подай, Господи. Христијански крај на нашиот живот, безболен, непострамен, мирен, да дадеме добар одговор на страшниот Христос суд. Просиме. Подай, Господи. Откако испросивме соединување во верата заедница со Светиот Дух, самите себе ден друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Тебе, Господи. Тебе те го даруваме нашиот живот, владико, че оклуче, просим, молиме, го се умолкуваме од осе да се причестиме со Твоите небесни страшни
Тајни нова свештени духовна трпеза за чиста совест, за разрешување на гревовите, за престојање на прегрешените, за општање со светиот Твој дух, за наследување на небесното царство, за смелост кон Тебе, не за суд или за осуда. И удостојне, Владико, со смелост без осуда да смееме да Те повикуваме. Тебе, небесниот Бог, Отец, и да говориме. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како и ние што им ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Зашто Твое царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. Мир на сите вас. И на духот Твој. Главите ваши приклонете ги пред Господа. Ти Ти благодари ме, невидливи цару, кој со својата неизмерна сила си создал се и со мноштвото на Твојата милост од небитие во битие си привел се. Самиот Ти, Владико, погледни на небесата на оние кои ги приклонија своите глави пред Тебе, зашто не ги приклонија пред тело и крв, туку пред Тебе, страшниот Бог. Ти пак, Владико, светињите кои се пред нас, за добро разделени ги на сите, секому според неговата потреба. Плови со оние што пловат, патувај со оние што патуват, болните исцели ги, лекару на душите и телата. По благодата и добрините и човеколюбието на Твојот нероден Син, со кого си благословен со пресветиот, благиот и животворниот Твој Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. Да внимаваме. Светињата е за светите. Се раздробува и се разделува агнецот Божи, секојаш јарена, никојаш изгледена бојонија кој Господ Исус Христос, во слава на Бога Отца. Амин. исполни чар. Чиста Дево Владичице, неоскверна Благословена е топлотата на Твоите свети, Богородице, постојано сега секогаш. радувај се невесто, не небесна, Дево Мајко Царице, ти руно се оросено, радувај се невесто, не небесна, повисока од небесата, од зраците поблескава, радувај се невесто, не небесна, радосна хорој девствени, од ангелите посилна. Честното и пресвето тело на Господа и Бога, Спасител на наш Исус Христос, ми се дава на мене грешниот протоиерей на за опростување на гревовите за живот вечен. Амин. Простите ми, отци и браќа, и помолите се за мене грешниот. Радувај се невесто, не небесна, од сите небесни воинства, ти посветла си. Радувај се невесто, не небесна, Марие присно Дево,
Верувам, Господи, исповедувам дека Ти си навистина Христо, Син на живиот Бог. Радувај се, невесто, невесна, смерна невесто пречиста, Син на живиот Бог, кој дојде во светот да ги спасиш грешниците, од кој прв сум јас, уште верувам дека ова Твоето само пречисто тело, ова самата Твоја честна крв, затоа Ти се молам, помилуј ме, прости ми моите согрешени воли, направени со исполнени со дело, со знаење, незнание, достойно, особено се причествам со Твоите пречестни тајни за прошка на гревовите за вечен живот. Амин. Сине Божи, прими ме денеска в учество на Твојата тајна вечера, зашто тајната нема да ја кажам на Твоите непријатели, ниту ќе Ти дадам целив како Јуда, но како разбойник кој ќе Ти исповедаш. Спомни се, Господи, во царството Твое. Господи, причествувањето со Твоите свети тајни да не ми биде засудиво осудено за целување на душата и на телото. Со честната свесвета крв на Господа и Бога и Спасител наш Исус Христос, ми се дава на мене грешниот протоиерей Наум за опростување на гревовите и за живот вечер. Во името на Отецот, радувај се, невесто, невесна, Светиот Дух, радуј се, песно херувимска, ете се добре до моите устници, гласа на моите беззаконија. химно ангелска, радувај се, невесто, невесна, радуј се, одо серафимска и радост ангелска. Радувај се, невесто, невесна, радуј се, милој веселие и пристана спасението. Радувај се, невесто, невесна, сечето го на словото, цуто на нетлението. Радувај се, невесто, невесна, радуј се, рајна Софилие, на вечноста и на животот. Радувај се, невесто, невесна, радуј се, дрво на животот, на безсмртност источнику. Радувај се, невесто, невесна, Тебе те молам, владичице, Тебе те сега повикувам. Радувај се, невесто, невесна, Тебе те смилостивувам и радост барам се, царице. Откако го видовме Христовото воскресение, да му се поклониме на светиот Господ Исус Христос, ежествениот безгрешен на Твојот крст, се поклонува Христос од Твоето воскресение, го успеваме, го славиме, зашто Ти си Бог наш. И освен Тебе друг не знаеме, со Твоето име се именуваме. Дојдете сите верни да се поклониме на светото Христово воскресение, зашто ето како крстот дојде радост за целиот свет. Постојано благословувајќи го Господа, го воспеваме неговото воскресение, зашто умот како претрпе распнување со смртта различи. Светли се, нови Иерусалиме, зашто славата Господова на Тебе засветли. Викувај сега и весели се, Сиона, Ти пак чиста, радувај се, Богородице, за воскресението на Твојата рожба. О, Пасха велика и света, најсветле Христе, о, мудрост и Слово Божи сило, дај ни по целосно да се причествуваме со Тебе во невечерниот ден на Твоето царство. Одземи ги, Господи, левовите на сите кои што се спомнува овде со Твојата честна крв, по молитвите на своите свети. Амин, амин. Спаси не Боже. Славете го Господа, зашто е добар. Алилуја. Зашто е вечна милоста негова. Алилуја. Славете го Бога на боговите. Алилуја. Зашто е вечна милоста негова. Алилуја. Славете го Господа над господарите. Алилуја. Зашто е вечна милоста негова. Алилуја. Единиот кој прави големи чудеса. Алилуја. Зашто
уста негова. Алилуја. Состра Божи, вера, любов и надеж, пристапете. Благословен е оној кој доаѓа во името на Господа. Бог е Господ и ни се јави. Спаси ни Боже Твоите луѓе, и благослови го Твоето наследство. Христе Боже, утврдувајќи ја верата во обстото воскресение, пред Твоето страдање го воскресна Лазар од мртвите, затоа и ние како децата носејќи знаци на победа, Ти пееме Тебе, победител на смртта, осана во висините, благословен е Тој кој иде во името Господово. Постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. Да се исполнат нашите усти со пофалба кон Тебе, Господи, за да ја пееме Твојата слава, зашто не удостои да се причестиме со светите Твои божествени, безсмртни и животворни тајни. Сочувај не во Твојата светиња, без ден да се поучуваме во Твојата правда. Алилуја, алилуја, алилуја. Откако ги примивме божествените, пречисти, безсмртни, небесни, животворни, страшни Христови тајни, простом стојќи достојно да му благодариме нам, Господа. Господи, помилуј. Заштити, спаси, помилуј, запази ни, Боже, со Твојата благодат. Господи, помилуј. Откако испросивме цел ден совршен, свет, мирен и безгрешен, самите себе ден и други си од свој живот, на Христа Бога да му го предадеме. Тебе, Господи. Ти благодариме, Владико, човеко, любче, добротвору на нашите души, зашто и во денешниот ден не удостои со Твоите небесни и безсмртни тајни, и исправи го нашиот пат, утврди не сите во Твојот страв, сочувај го нашиот живот и зацврсти ги нашите стапки по молитвите и моленијата на славната Богородица и Присна Дева Марија и на сите Твои свети, зашто Ти си наше осветување, ние Тебе слава Ти вознесуваме, на Отца, Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Амин. Во името на Господа. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Господи, Ти кој ги благословуваш некои што благословуват, Ти кој ги светлаш тие кои што се надеват на Тебе, спаси ги Твоите луѓе, благослови во Твоето наследство, сочувај ја благодата на Твојата црква и освети ги тие кои го сакат благолепието на Твојот дом, и прослави ги со Твојата божествена сила и не остави нас, кои што се надеваме на Тебе, дарувај го мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците, на народот наш, на Христолюбивата војска и на сите Твои луѓе, зашто доаѓањето на секој добро и на секој совршен дар е од Озгора, доаѓа од Тебе, Отецот на светината и Тебе слава, благодарност и поклонение Ти вознесуваме, на Отецот, Синот и Светиот Дух сега секогаш и во сите векови. Амин. Нека биде името Господово благословено од сега и до века.
Neka биде името Господово благословено od сега и до века. Neka биде името Господово благословено od сега и до века. Благословението Господово и милоста Негова да дойде на сите вас, постоянно сега секогаш и во сите векови. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, надеж наша, слава Тебе. Слава на Отца и Сина и Светиот Дух, и сега и секогаш и во сите векови. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Отче свети, благослови. Христос е вистинскиот наш Бог, кој доброволно изволи да седне на младо осле заради нашето спасение, по молитвите на својата пречиста и преблагословена мајка, по молитвите на светите праведни Богоотец Јоаким и Ана, по молитвите на свети Никола архиепископ Миликински чудотворец, по молитвите на свети Кирил и Методий и нивните ученици свети Климент, Наум, Саво, Гораздан, Галарија, по молитвите на свети Јован Арилски, Прохор Пчински, Гаврил Лесовски, Јоаким Осоговски, Иларион Мегленски, Нектарија Гатангел Битовски, по молитвите на сите свети Отци наши, Господе, Исусе Христе Боже наш, смилувај се на нас. Амин. По молитвите на сите свети Отци наши, Господе Исусе Христе Боже наш, смилувај се на нас. Амин. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, Христос е помеѓу нас. Ей да биде. Драги браќи и сестри, денеска прославуваме еден голем наслов од животниот пат на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Поточно, на 6 дена пред Пасха, Господ Христос на свечен начин јавејќи на осле, на мало магаренце, влегува во Јерусалим, бидејќи се наближува големиот празник Пасха. Јудеите од сите страни доаѓале во Јерусалим за да ја прослават старозаветната Пасха, односно изведувањето на еврејскиот народ од египетското робство. Така градот Јерусалим од тие денови бил исполнет со мноштво луѓе, но кога се проширила веста дека се појавил нов учител и нов проповедник, кој прави безброј чудеса, дури и мртви воскреснува, бидејќи веста за чудото на Господа Христа во Витанија, со воскреснувањето на четвородневниот Лазар, се расширила со толку голема брзина. Најголем дел од обичниот народ помислил дека е дојден Месија, избавител на еврејскиот народ, кој ќе ги ослободи од овоземните стеги на покореност, на угнетеност, на мака од страна на римската тогашна империја. Па затоа мноштво народ излегол, стари, млади, деца и возрастни, да го пречекаат својот учител, го пресретнуваат како голем победител и голем ослободител. Го пречекуваат онака како што во тоа време во Римската империја се дочекувале и највисоките војсководци и победници по обрекањето од големи и судбоносни битки. Но Христос, за да им покаже на луѓето дека тој не е цар земен и не е војсководец и дека неговото царство не е од овој свет, земајќи осле наместо коњ, кој е знак на победа на овој свет, зема осле кој е еден начин, кој всушност представува знак на смиреност, знак на скромност. Радостниот народ го дочекува Христос низ улиците на Јерусалим со восклиците Осана на синот Давидов. Народот од радост и сопрекувал своите горки наметки и простирал по патот каде што требало да помине Христос. А децата пак со палмови гранчиња и со други цветиња поздравувале и извикувале со радосен глас. Осана, што значи да живее.
слушаме заплата. И рече, и ти да го беше узнал, барем по овој твој ден, она што служи за твојот мир. Но тоа и сега е скриено од твоите очи. И ќе ме разурнат тебе и чедата твои од тебе, и нема да остават камен над камен од тебе, оти не си го познал времето кога беше посетен. Оној што се знае го видел сушност престојниот трагичен настан, историјата, односно иднината на градот Ерусалим. Оној што ќе се случи 70 години подоцна, кога истиот тој град ќе биде разрушен целосно и преоран. Се подразбира дека голем дел од населението било и убиено, а најголем дел од него ќе биде раселено по сите краишта на земјата. Затоа Господ Исус Христос си плачал. Плачал, бидејќи ги гледал престојните манки и страдања на луѓето во овие непријатни тажни мигови. Но Господ Христос не плачал само за Ерусалим. Плачал и за своите следбеници, за сите христијани, кои допрва ги очекувало маки, пробарства, убиства, крвопролевање за време на првите 3 века од христијанството, од црквата Христова. Најмногу од страна на римските императори кои жестоко ги прогонуваа. Христос исто плачал и за луѓето кои кон неговото светло и божествено евангелие се однесуваат равнодушно. Луѓето кои го отполуваат неговото име и се приклучуваат на ниското страстно гревовно, односно она што е поврзано со овоземното. Христос како спасител на светот ги имал во предвид и моштото грешници, кои се потопени во своите пороци и гревови. Оние кои, иако со своите устни ќе го произнесат неговото име, ќе го прослават, ќе го носат името Христово, ќе живеат сепак нехристијански. Он исто плачал и за сите оние грешници кои веднаш после нивното покаяние се враќаат на гревовен пат. Оние кои со нивното формално кајање не ги очистуваат своите гревови. Со други зборови, Христос плачал за сиот христијански род, па вклучително и за нас денес. Затоа Светата Црква ова недела през разните страдања на нашиот Господ Исус Христос не поучува како христијани уште еднаш да се посетиме на големата милост Божја, на неговата љубов код нас, за неговата саможртвеност, издигање на Голготата и распрснување на крстот. Заради нас ќе претрпи понижување, биење, раснување, се со цел да ни даде можност да се покаеме и со Бога да се измириме, искрено да паднеме пред распетието Христово и да измолиме простување на нашите гревови и прегрешенија, да можеме и ние заедно со благоразумниот разбойник да се надеваме и на Царството Божјо. Драги браќи и сестри, како што врви времето, веќе оваа последна недела пред Христовото воскресение, сме собрани овдека денеска во Кабрамата, од Свети Никола во Кабрамата. Сослужуваме заедно со протоерот Отец Наум Деспотовски. Да покажеме едно заедништво пред се, да покажеме дека се уште сме една црква, да покажеме дека, иако во ова време сме ограничени со можностите да бидеме во црквите, сепак ние молитвено сме сите заедно. Молитвено сме заедно овдека ние, молитвено со вас во домовите. Вие кои не следите, следете не, приклучете ни се и на страната која оформивме само за да го доблобиме, односно да го доближиме до вас чувството на празничност која следи. Страната нова ја знаете, оние кои што неколку пати ја најавуваме, меѓутоа да ја повториме. Македонска православна заедница за Австралија.нет. Значи на таа страна сите кои што сте заинтересирани, кои сакате во овој период да ги следите службите, ќе можете да ги следите од вашите домови. Доволно е само значи да се приклучите на страната и службите се тука за вас. Dear brothers and sisters, today we celebrate
Palm Sunday. Today it becomes clear that the Savior who enters Jerusalem today is the Lamb of God who takes away the sins of the world. He is the Passover Lamb who with death and resurrection will conquer death itself. Mary, Lazarus' sister, performed a prophetic act when she anointed Christ with the same kind of costly ointment that was used to anoint the bodies of the dead. This Messiah, this one who is truly anointed to save his people and the world, will be rejected by the leaders of that day, the leaders of the Jews, and crucified under the authority of the Romans of the day. And when he is lifted up onto the cross, he will draw all who believe in him, Jews, Gentiles, male, female, rich, poor, all nations, classes, and races, to the life of a kingdom that transcends this world and our petty divisions. Jesus Christ will not reign as a soldier, as a politician, as a rich man, as a conqueror, as they expected, but quite the opposite, as a suffering servant, as a slaughtered lamb, a despised victim of torture and capital punishment. The crowds are right on Palm Sunday to welcome him as a conquering king and whom God promises will be fulfilled. But they misunderstand that what kind of king he is and how he will achieve this conquest. For he rules from a cross and from an empty tomb. Instead of killing Roman soldiers, he kills death by allowing himself to be crucified and die. In the place of a magnificent stallion, today we see him as a humble servant riding a donkey, entering the city of cities, Jerusalem. The crowd is right to praise, to sing. Blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. They shout, Hosanna, which is a plea for God's salvation to come upon the earth. And it does through the Lord's death and glorious resurrection. But that's not what the crowd expected, as I mentioned. It's apparently not what the disciples or anyone really expected or anticipated. For it goes against all perceived notions of what it means to be successful, to be powerful, to rule upon the earth, and to be respectable and religious. Holy Week for us is the climax of Jesus Christ's life as well as ours today. For he goes to the cross for us. He dies and rises for our salvation, to bring us into the undenying joy of eternal life, to defeat our ancient foe. So please, brothers and sisters, in this testing time, when the news are filled with distress, with theories of chaos, with all kinds of things that come from the devil, with bad intentions, with news that we cannot confirm are right, is true or not, with conspiracies about vaccinations, with conspiracies about internet and 5G and whatnot. Please, brothers and sisters, keep steady in your fast, in the spirit that follows, understanding that for us Christians, what is most sacred is our Lord Jesus Christ and the sacrifice he gave for us, something that will never be undone. Even though we are here today in empty churches, in empty places of worship, we are still together in prayer, as we should be, as we are taught. And as we believe that if we are in prayer together, we are still with our Lord. For he hears us all and knows all our requests and all our needs in this time, today, and even unto the end of ages. So set aside all unusual distractions, all excuses, all obsessions, and enter into the passion of our Lord by worshipping him in the services that we are streaming here for you, as well
as in every thought and every word and every deed that you do this week. If we cannot attend these services and be present physically, we can still pray at home, we can still read the Bible passages that are set for the Holy Week, and we can still and give less attention to the world and the challenges that it presents, and be with God as we are meant to be. Dear brothers and sisters, we are streaming these services on, as I mentioned, together with Father Naum Despotovsky from our cathedral, St. Kirill and Method in Rosebery. We will be here with you till the end of this week, so that means this Thursday and Friday the services will be held here, and Saturday we will be at Rosebery for the main services. You can follow us on our page, Thursday evening 6 p.m, Friday evening 6 p.m, Saturday morning and Saturday midnight for the Paschal Divine Liturgy. May God bless all you that are following us today. May He grant peace in your homes and strength for what is to come. Господ Бог да ви благослови сите, да ви даде мир во вашите домови и спокој во вашите души. Нека за многу години денешниот ден. Амин. Да се живи. Амин.